Вели во текот на денешниот ден во населба Пинтија во кисела вода од резервоар на објект во приватна компанија за производство на стиропор изграден во внатрешноста на населеното место се излеале хемикали користени во производствениот процес на компанијата. На лице место се екипи од ТПП Скопје со цел изолирање на инцидентот како инспекторите од град Скопје кои составија записник за хаваријата. За ваков тип на хаварија покрај паричната казна за сторителот од 45.000 евра следи и затварање на погонот како и налог за санирање на штетите предизвикани од инцидентот. Ете, град Скопје ќе затвори погонот. За извршен технички преглед на опрема под притисок каде со заклучок е нотирано дека на вентилот има знаци за протекување, правното лице Екопор не превземало мерки да го спречи настанувањето на хаваријата на која сме сведоци денес. За овој објект кој е под надлежност на општина Кисела вода, апелираме до општината да постапи во рамки на своите надлежности, како и до ресорното министерство со цел соодветно санкционирање на правното лице кое предизвика хаваријата. Согласно закон за град Скопје и единици на локална самоуправа, се што е надвор од генерален урбанистички план не влегува во подингеренција на градот Скопје. Од булеваров Борис Трајковски нагоре десно ништо не е во генерален урбанистички план. Се е под директна надлежност на општината Кисела вода, а од таа страна Студеничани, не знам кои беа таму други општини. Значи се ова директна надлежност на општина Кисела вода. Од булеварот нагоре, бидејќи не влегува во генерален урбанистички план и нема надлежност градот Скопје. За уредување, дупови, мупови, ништо. Значи градот Скопје ништо тука не е. Све овдека си носат општините, како што носеа и за коритото на Маркова река.